Ова беше прва посета на новиот американски амбасадор на општина Центар. Ми е многу драго што соработката продолжува, се развива помеѓу двете држави, поддршката што е најважно. Драго ми е што амбасадорот очигледно беше многу запознат со тоа што се случуваше претходно во општина Центар. Се разбира дека и овие нови снимки на некој начин и потврдуваат што е сето тоа. Се договоривме понатаму да продолжиме со контактите и внимателно да ја наблюдуваме состојбата и тука и во државата воопшто. Она што разговаравме за тоа што се случува генерално на политичката сцена е исто многу битно како дел од овие разговори. Заедно заклучивме дека мора се преземат конкретни чекори и од двете страни, зборам и од власти и од опозицијата, за да дојдеме до на ниво да се врати довербата во институциите во државата. Влегуваме полека сите зборам и како домашен фактор и надворешен фактор во една многу светлија фаза, тоа е фаза кога ќе мора да се најдат решенија од оваа политичка, длабока политичка криза и ќе мора на крај да се седне на маса и да се преговара. Бев прашан и го кажав тоа јасно, дека првиот чекор, многу битен, би можел да биде едно именување на лице кое што ќе биде навистина независен јавен обвинител во Република Македонија. Прилично сигурен дека поддршка има за една таква идеја, а целиот процес да биде наблюдуван однадвор за да граѓаните имат впечат, не само политичките учесници, туку и граѓаните, дека целиот процес ќе биде коректен. И прилично голем оптимист сум дека во тој правец се размислува и дека можеме да најдеме решение. Името на обвинителот однадвор ќе биде? Мислам дека не е добро и сите се согласува дека не е добро да е однадвор. Ние не можеме да ја вратиме довербата во институциите ако увеземе некој. Но го разбирам, прашањето ќе биде многу тешко и да се најде такво име кај нас во државата кој што ќе предизвика и кој што ќе има доверба кај сите фактори, но мораме да го најдеме. Постојат такви луѓе. Не смееме ниту ние како опозиција да излегуваме со еден став дека никој не чини. Има честни луѓе, се разбира во судството и така натаму. Треба да се дојде до тој човек и тој човек е многу битно да има поддршка, да има отворена ситуација дека ќе може да работи честно и независно. Искажа ли став амбасадорот во однос на барањето на Заев за формирање преходна влада? Добро, во овие разговаравме за тоа, но ќе биде коректно тој да го даде својот одговор. Се разбира дека и во тој правец се размислува, но ќе оставам тој лично да го каже своето мислење за тоа.